Дигиталното насилство од виртуелниот свет остава вистински рани. Дома, безбедно место каде детето може да побегне на сигурно од наставниците, од улица, у жилишниот двор или училишниот ходник. Но и дома, покрај компјутер, детето пак не се чувствува сигурно. Тоа е затоа што се соочува со ново насилство, преку содржините објавени на интернет и при тоа детето не знае кој ќе ја види. Тоа е страшно чувство на непријатност, страшно чувство на безпомошност, срам да се биде обележан е толкувањето на психолозите. Да, зборуваме за сајбер насилството, затоа во виртуелниот свет, кој остава вистински рани, главно психолошки. Некои го нарекуваат дигитално насилство. Истражувањата на УНИЦЕФ покажуваат дека дури 70% од младите били изложени на некој облик на дигитално насилство и дека најголем број жртви се на возраст од 10 до 21 година. Овие деца избегнуваат социјализација, избегнуваат пријатели, не сакаат да се дружат со други, се изолираат, попуштаат со успехот на училишта, губат интерес за дотогаш омилените активности, имаат несоница, ги следат негативни мисли. Како алатки се употребуваат социјалните мрежи, форуми, платформи за видеоигри, блогови од познати или непознати лица. Најчеста форма е меѓуврсничкото дигитално насилство, познато и како сајбер малтретирање, но и возрастните се јавуваат како насилници, вклучувајќи ги и сексуалните предатори, трговците со деца, педофили, кои многу често знаат да се скријат зад лажни профили. Кои се формите на дигиталното насилство? Исмејување во онлайн групи, игнорирање или исврлање од група на социјални медиуми, исмевање и навредливо коментирање на видеа, фотографии. Како посебен облик се смета и објавувањето на личните информации без дозвола, но и пласирање на гласини и невистини за друг, злоупотреба на профил, имитирање и употреба на тук идентитет, неовластено снимање видеа, неовластено фотографирање и споделување без дозвола, особено неовластено споделување на пораки, фотографии и видеоматеријали од сексуална содржина, познато и како одмазничка порнографија. За дигиталното насилство се смета и поттикнување омраза, објавување заканувачки пораки, слики или видеа по различни основи, како и вознемирување со телефонски повици при кои се употребуваат навреди и закани. Во училиштата момчињата повеќе практикуваат физичко насилство, туркање и тепање, а девојчињата емоционално и психичко, користејќи се со манипулации и навреди. Физички посилните вршат насилство врз физички послабите, но јајки им ја слабата точка и токму таму удираат. Основците практикуваат физичко насилство, средношколците психолошко и дигитално. При дигитално насилство, објавените информации брзо се шират и стануваат трајни, доколку не се пријави за да се побара нивно отстранување. Жртвата на дигиталното насилство може одново и одново да се виктимизира при навраќање на објавените содржини за себе, на заканите и навредите, доколку молчи за насилството. Може да се претрпи голема штета и да нема можност да се заштити, дури и кога ќе го блокира насилникот. Тој пак може да ја малтретира од нова сметка. Насилниците игнорираат дека пред себе имаат вистинска личност која трпи, туку сметаат дека имаат аватар, поради што ги отстрануваат сите морални ограничувања и самоконтрола. Истражувања предупредуваат, половина од децата биле жртви. Во истражување на ЕХО, во кое биле ангажирани млади од 13 до 26 годишна возраст, 45,7% од испитаниците пријавиле дека биле жртви на сајбер насилство. Дигиталното насилство најчесто го сториле преку организирање групно негативно коментирање на нечија фотографија, објава, видео, кражба на лозинка и профили или објавување на интернет анкети за жртвата. Според истражувањата, дури 90% од децата и младите го игнорираат сајбер насилството, затоа што го игнорираат или не го препознаваат како насилство и затоа што не знаат како да побараат помош. Голем е бројот на родители кои не знаат како да се однесуваат во сајбер просторот и во случај нивното дете да е жртва на дигитално насилство. Децата често кријат дека се жртви на дигитално насилство или омраза, насочено кон нив како навредливи коментари, омраза, закани, уцена, злоупотреба на фотографии. Македонското законодавство не познава дигитално насилство и според тоа нема одредба со која се санкционира.
Кривичниот законник во член 114 став 4 предвидува казна затвор до 5 години за тој што по пат на информатички систем ќе се заканува дека ќе стори кривично дело. Што да направите? Во случај на дигитално насилство, препорака е да се ограничат активностите на интернет и редовно да се менуваат лозинките. Како превентива, да се внимава на личните податоци, односно не се ставаат премногу лични податоци на профилот. Доколку се случи дигитално насилство од соученици, треба да се информираат службите на училиштето. Секако да се разговара со родителите, да споделите со возрасен. Профилот на насилникот се пријавува на социјална мрежа, преку која спроведува дигитално насилство и блокирајте го. Но претходно, треба да се зачува содржината што покажува дека сте изложени на насилство преку правење копија. Следен чекор е насилството да се пријави и во Министерството за внатрешни работи, лично или на мејл адресата cybercrime@moi.gov.mk. Во функција и наменската мејл адреса на Министерството за образование и науки за пријавување насилство во училиштата пријави насилство@mon.gov.mk. Дигиталното насилство исто како и секоја друга закана не треба да се занимари и треба да се пријави, вклучително и во полициска станица. И не заборавајте, копија, односно скриншот од комуникацијата, како и копија скриншот од профилот на сторителот на насилникот, како доказ, поради тоа што подоцна може да го отстрани. Порака до сите млади. При сведоштво на насилство или соочување на интернет, не давајте подршка. Не премолчувајте, туку бидете солидарни. Кажете на возрастните, кои ќе знаат што да направат. Ниеден облик на насилство не смее да се премолчи и толерира.